и оваа сабота повторно се дружиме заедно со мене Гордана во Музички филиграни, емисија од забавен карактер, секогаш со различни гости. Се надеваме дека секоја сабота успеваме да го задржиме вашето внимание и да бидете со нас во ова попладне, во ова убаво сонце денеска кое ни е надвор, за разлика од минатата сабота кога ни беше малку тмурно, денеска ни е супер времево. Така, Никола? Така си е, одлично. Денеска се дружиме на фреквенција на Радио Пело 96,8 FM. Може да не барате слободно на контакт телефон 076 802 595. Слободно јавувајте се, нарачувајте песни, зашто денеска имам одлични гости за вас кои се расположени да ни пеат. Денеска ќе имаме повеќе пеење во живо, на мој огромно задоволство и на задоволство на Никола, а се надевам и на вас, драги мои, зашто моите денешни гости се од Битола, од нашите комшии. Тука, ако кажуваат секој пат, јас повторувам дека Битола и Прилеп многу не се сакат. Јас ќе се потрудам тоа да ви докажам дека баш си се сакаме, си сме како еден град, како една целина и секогаш сме тука да се дружиме и да си дадеме поддршка еден на друг. На почеток би сакала исто да се заблагодарам и на моите спонзори, кои можете да ги видите вие што сте на социјалните мрежи. Има линк од студиото Мона, кој денеска се погрижи за мојата фризура, за мојата шминка. Тие се уникатно дизајниран професионален салон со специјална селекција на производи, искусни мејкап артисти, експерти за фризура, маникир и педикир, пресотерапија единствено во нашата близина, мадеротерапија, шеќерна епилација и депилација, јапонско исцртување на веги. Може да си резервирате кај нив на телефонскиот број 077 64 0054. Тој се наоѓа во близина на 50 метри од хотелот Кристал Палас. Слободно можете да појдете таму. Би ми било и мене задоволство ако се интересирате за некој од нивните услуги. Исто така би сакала да ги поздравам и од ресторанот, националниот ресторан Македонска куќа, која имаат најодличната скара во Прилеп и најдобрите и плескавици и кебаби. Потоа сме и познати ние тука во Прилеп. Исто така и прилепскиот ширден не изостанува од нивното мени. Слободно да појдете и да ги посетите. Ние секако со моите денешни гости после тоа ќе ги посетиме, за добро да си ги пречекам гостите и да му кажам едно добре дојде во Прилеп, како што знаеме да бидеме одлични домаќини. Значи денеска во моето студио, во мојата емисија се Игор и Марија од Адути Бенд. Како сте ми? Па вака, првен да посакаме, мислам, имаме големо задоволство, ние. Фала, задоволството е секогаш мое. Ова ни е големо задоволство што бевме поканети и одма ја прифативме вашата покана. И јас најпрво би сакала да ти се заблагодарам за оваа покана. Искрено да ти кажам дека ја примив со многу љубов и се радувам на ова наше запознавање. Исто така да ти кажам дека и мене лично ми е прво гостување во некоја емисија за оваа година и се надевам дека нема да се гледаме за последен пат, дека ќе ви видиме драги гости, дека ќе имаме одлична забава ние тука, ќе ги забавуваме вашите слушатели и се надеваме на многу желби од страна на слушателите. Да, и ако нема многу желби, ја и Никола секогаш имаме желби. Ние со радост ќе ви ги исполниме. Така, ме интересира за почеток вашите почетоци и како се влюбивте во музиката. Па вака, јас ќе почнам прв. Моите почетоци беа многу одамна, па да речам едно 2006 година, така нешто, почнавме, со друга група тогаш почнав. И така и првата нова година беше дочекот 2006 во Битола беше тоа, во ресторанот Император, тогаш. И така, од тогаш, значи, немам застанато активно, а со група Адути сум негде околу 10-11 години сега, точно ако не грешам. И се до ден денес немаме застанато. Така, исто морам да си ги поздравам и колегите од бендот Адути, Никола и Драган. Момци, поздрав и до вас. И уште двајца да ги поздравиме, Маријан и Николче. Да, заборавив ја дека сте во проширен состав, да, веќе подолго време. Ви благодариме за поддршката, знаеме дека моментално не пратат. Баш ми е драго да си ги поздравам сите. Со оглед на ситуацијава, како што кажав, и со короната,
не можеме сите да ги викнеме, да ги поканиме во студиото, некако сме и ограничени со гости, али се надевам дека за скоро време ќе помени сето ова и наскоро ќе можеме сите и цел бенд тука да ви поканиме и во живо да си направиме некоја свирка. Можеме, да, и тоа да види. Па сега му препуштам на мојата драга колешка Ти да благодарам. кажи за низините почетоци. Ти благодарам. Јас ќе почнам од самиот почеток. Уште од моето доаѓање на овој свет, родена сум во Сараево и кога докторот ме кренал во рака и рекол она че да биде добра певачица. Да, значи тоа е самиот почеток. Јас сум родена со музика и јас сум музика. Јас сакам музиката. Потоа како дете, како средношколец го продолжив моето школување во Средното музичко училиште во Битола. Потоа за жал немав среќа да продолжам да се надоградувам, сакав да бидам соло пејач, меѓутоа излегоа некои други работи и го продолжив студирањето на педагошкиот факултет во Битола. Активно се занимавам со оваа работа веќе 5 години. Првите свирки во живо ми беа токму во овој град, Прилеп, и ми е некако многу мил и драг, бидејќи тука почнав нормално, беше со друга група. И мислам дека сите локали овде буквално ги поминав и сум презадоволна и би била задоволна доколку секако добиеме покана од газдите на тие локали каде што сум гостувала. Се надевам и тоест сум сигурна дека сум оставила добар впечаток овде кај сите и кај публиката. Јас сакам многу прилепската публика. Значи сите луѓе, тоест малце сгрешив, се збунив, и прилепската и битолската, меѓутоа овде дека ми беше самиот почеток, се осеќа некаква неверојатна енергија. Овде си толку опуштен во самото музицирање, имаш чувство дека буквално си на приватна забава, ма кај некои твои луѓе, ги осеќаш буквално прилепчени, знаат најдобро како да уживаат во музиката, во кафаната, во се буквално. Значи многу ми сте драги и уште еднаш многу фала, едно големо фала за оваа покана која мене лично многу ми значи. После тоа, види, имав една многу голема желба да се придружам на еден бенд, од секогаш ги гледав онака и му се восхитував, а тоа е токму овој бенд сега, Адути. Значи, мене ми се исполни желбата пред 2 години. 2 години трае нашата соработка и ќе трае уште многу долго. Се надевам, здрави, живи, тоа е најбитно. Тоа е најбитно. Што би можела друго да кажам? Групата си ја представи Игор, тој е веќе искусен, има големо искуство со нив. Јас сум презадоволна од досегашната соработка. Не е долга, бидејќи ни се случи нешто неочекувано. Тоа е ова светска пандемија, која се надевам дека има крај негде, нека дојде овој крај веќе. Се надеваме значи, на не може да се издржи, веќе ова избега се од контрола. Меѓутоа и таа една година што бев со нив, сум презадоволна и онака сме активно вклучени во настапи, во свирки, во свадби. Дури можам да кажам дека ме фрлија како некој јагне во волци, знаеш, онака ни една проба. Доаѓаш, поканата беше спектакуларна онака. Доаѓаш, ние имаме потреба од женски вокал, прифаќам исто како да ми се паднало лотово, тој момент ми се исполни најголемата желба што сум ја имала досега. И замисли немаме направено досега проба, бидејќи толку сме онака вклучени активно во работата, имаме премногу свирки, премногу свадби, ангажмани на секаде и Имавме, добро ќе имаме нормално, ова мора некогаш да помини. Да. За некој лош, ама сосема не однесе како во друга димензија, знаеш. Почнавме сосема друго, ние учени си бевме така секоја вечер да секоја вечер дајте музика, дајте музика, ама знаеш како не сакам другите да ме осудуваат онака, ама па мене лично еден период ми беше добро и ми годеше. Да, ама сите постапувавме некогаш пауза, ама не толку долго. Буквално, онака, си ги видов домашните, ме разбираш? Секоја промена. Толку бевме заангажирани надвор, значи постојано секој ден бевме без прекин, така?
ние имавме од понеделник до недела, секој ден свирки, онака, цело време си уморен дента од свирки, не можеш нормално како што треба да се видиш со домашните, со фамилијата, и еден период ни годеше. Па добро, така ни годеше, годеше, ама онака да беше... домашна атмосфера да се видиме Годеше. Мислам дека ова Баш година усетав. сите празници си ги спочитувавме во Точно. домашниот Да, круг. за прв пат. За прв Јас пат. мислев дека да. лани Фалеше. го рекоа дека јуни, знаеш, секе се пушти со свадби, со се реков, па и добро, доволно е, знаеш, 2 месеци одморивме, ама 2 месеци са, не 2 години, оти 2 години е стварно... Долг период, долг период. А не знам дали вие го имавте тоа чувство. Јас бев навистина бев среќна што оваа година за прв пат сум дома со моите и за празниците. Меѓутоа, кога сум била помала и кога не сум го работела нешто, во тоа било секогаш и да дојдат гости и да има луѓе. А некако ова година мене, еве за Великден можам да кажам беше и како тажен, зашто бевме во некој си краток круг, само фамилијата, секој се пази, се чува, не се шетаат, ги немаше ни толку многу ни дечинава со кошнички да ги видиш дотерани во фустанчина. Да. Тоа секогаш била некоја си радост, барем овдека кај нас во Прилеп и да си ода на гости, тогаш блискиве да си се вида, а некако ова година ми беше од една страна и убаво, од друга страна ми беше малку тажно, зашто јас и да не сум била дома, секогаш не биле со луѓе обкружени и нас таа енергија што не храни, едноставно енергијата од луѓето тој фидбек што ни го даваат. И ми фали таа гужва некако, не знам. И јас би рекла исто, нека не ме сватат другите погрешно, али навистина нас ни фали таа дружба, тоа дружење, гужва и кафана, и музика да слушнеш, и да се опуштиш, да се расположиш, едноставно да не мислиш на ништо. Така, секој период си е убав сам по себе. Па може бе вака да то пуштиме со една песна. Може. Секако, да. Ке ми дадеш мене предност или? Па ајде предност, дамата, може дует да биде? Еве за почеток. За почеток? Може, Ајде. ако не. Волим те, волим, више од свега, од сјајног сонца до плавог неба. Волим твој осмех и ноге босе и очи твоje препуне росе. Еден дан живота да остане мени и njega би душо поклонила теби, а kad srce stane na njemu nek piše žalim što se nismo voljeli još više. Jedan dan života da ostane meni i njega bi dušo poklonila tebi, a kad srce stane na njemu nek piše žalim što se nismo voleli još više. Hvala ti колега. Ви благодариме. Дали ја расположивме нашата драга колешка и преубава водителка? Јас секогаш сум расположена со музика, само дајте ми мене музика, добро винце, кафанче. Само нека пуштат кафаните Ја и имаш. Може што и е. пивце и тоа е тоа. Да. Добитна комбинација за Ќе нас. дојди, јас секогаш. мислам дека ќе дојди за брзо и тоа време. Сите си го очекуваме и ќе си го добиеме. Си го очекуваме. Веќе е редно. Се надеваме Веќе е редно. редно, да. Ние си бевме и примерни и си седевме дома и си чекавме трпеливо. Мислам дека треба малку мислам и дека ние светло кај нас да музичарите, дојде. да, сите. Мислам дека ние најмногу се придржувавме кон тие некои мерки, мислам тотално во потполност ги запазивме и Да. Ме интересира за вашата прва заработка, за вашите први пари кои сте ги заработиле, на што сте ги потрошиле во тие ваши почетоци. Дали се сеќавате? јас да. Повели? Јас да. Имав покана, тоа ми беше да речем така прва свирка, прв пат го фатив микрофонот. Ама ме слушнале негде луѓето, убаво пееш, дали сакаш да дојдеш? Ајде, идам, не знам, кај одам, шо одам. Ајде нека остани некоја тајна, беше патување интересно. Не очекував таква заработка, ми дојде онака како шок. Обично како почетник очекуваш некоја ситница, се вратиш дома и ќе си купам некој шминче, облека. Меѓутоа јас заработив доволно за да си дозволам 3 одмори. Си го фатив сопругот под рака, дојди сега, ајде да си одбериме места. И јуни, јули, август јас си дозволив 3 убави така одмори од првата свирка, да речем. Тоа е супер, одлично. Мислам, имав ептен убав старт, да ти кажам. И си викам, што сум правила досега, јас онака бев до пред некое време во некое чувство дека многу касно почнав.
Никогаш не е Бидејќи ја касно. газам веќе таа 30-ката, ама не се осеќам битно одвнатре како се осеќаш, така се осеќам дека како допрва да почнува тоа некое мое време. Ја не би ти дала 30. Фала ти многу. Искрено. Фала ти. Реално. Многу ми значи. Фала ти. Кога сме на почетоците, ќе кажам, памтам јас сега кога почнав, значи таа 2006-та така беше нешто, знам дека имавме 2 крштевки и тие беа договорени така, ништо. Значи на колеги беа двете, знам дека сабота и беа и недела. Иначе поминавме на нив екстра фул, јас не знаев ни си велев шуева, толку пари, ова е чудесија вака, да има секој ден ова е. Што сум прел до сега. Да, што сум прел. И памтам дека тогаш дали првиот микрофон така го купив со тие пари, не можам за точно да се сетам баш на што се потроши, ама така мислам и со некоја мала помош од моите, така ги имав земено тој прв микрофон, а тие крштевки ги поминав со поземен од колега. Тој беше пејач и то. Се надевам дека му беше ова интересна информација на нашите слушатели, на сите што не гледат, да си ги поздравиме во овој момент и тие во диаспората кои сте со нас и кои не пратите. Ви благодариме многу, навистина нас ни значи. А исто така би ни значило од вас, драги слушатели, кои сте овде кај нас, да кажам во Прилеп или Битола или во нашава Македонија, да ни се јавите на телефонскиот број 076-802-595 и да си порачате некоја песна за ваша душа, за ваше срце. Ние сме тука да исполниме и секако да ви го направиме денот уште поубав. Моите гости денеска на моје огромно задоволство, како што кажав на почеток, рекоа, ние денеска сакаме и повеќе и да си пееме во живо. Тоа е тоа нас што не храни и ни фали да си пееме секогаш, така да мојава емисија имаме доволно време за да исполниме и некоја ваша желба, а секако и нашиве желби тука што ни се да си ги кажеме ние. Да пробаме нешто со Марија, може? Може, може. На праг само ми хладен ветер долази, да шапне ми да и љубав не стала. Кажу људи, он ме више не воли, да неće mi doći više nikada, nikada, nikada. Ne lažite me ljudi, sitni bezdušni, ko nož svaka me reč u srce pogodi, da je u snegu moj jelen ranjeni i noćas nek ne veju snegovi. Ne lažite me ljudi, sitni bezdušni, ko nož svaka me reč u srce pogodi. Ja znam da je u snijegu moj jelen ranjeni i noćas nek ne veju snegovi. Ja sanjam kako ide preko snegova, da me čuva, da me odbrani od vukova, kako žuri samo da me zagrli, da ne budem sama više nikada, nikada, nikada. Ne lažite me ljudi, sitni bezdušni, ko nož svaka me reč u srce pogodi. Ja znam da je u snegu
снегови. Не лажите ме, ljudi, sitni bezdушни. Ko nož svaka me reč u srce pogodi. Ja znam da je u snegu moj jelen ranjeni. I noćas nek ne veju snegovi. I noćas nek ne veju snegovi. Hvala многу, ова беше едно мало Браво, изненадување. моја драга колешка, Ама фамилија, се сега најдов, се знаеш, надевам. Ги исполнив твоите очекувања. Ти благодарам. Јас кажав дека и ние си имаме тука желби, а Никола знае секогаш да не изненади со некоја негова музичка желба, а јас сум сигурна дека нашите слушатели и оние кои не гледат преку социјалните мрежи дека ужива исто како и ние. Навистина Марија Неразнежни толку многу во студиово, толку многу ни го разубави денов денеска за мерак. Не можев, навистина многу ми е криво што претходно не се знаевме и не сме имале можност да си гостуваме една друга на некоја си свирка, али како што кажа ти на почетокот, ја мислам дека ова е почеток на една одлична соработка, секогаш да си видиме тука поддршка и за свирка и на некоја си свирка кога сме заедно како гости или некогаш заедно и да видиме една до друга, да си стоиме на некоја бина, што ви се рекло, тоа овие нашиве помалечки, пошто не сме ние некои од големиве звезди овде кај нас во Македонија. И секако знам дека тоа е желба на секој еден изведувач, али ме интересира ваше мислење зошто кај нас е толку тешко, да кажам, на некој начин да се твори и зошто е толку тешко. Една желба, јас барем за мене, мислам дека истото го мислите и вие и го споделувате. Секој му е желба да си има некој ден концерт и луѓето да додадат специјално за него. Зошто кај нас тоа е поразлично за разлика од Србија? Што мислите? Јас што мислам? Јас знам и тврдам дека во секој од нас, тоест тука има еден извор и се вика извор на избор. Значи ти избираш што ќе бидеш во овој живот и како ќе го живееш. Еве јас лично за себе да си кажам дека до сега успешно си одам кон целта, а целта ми е да си заработувам на овој начин, да имам еден скромен, мирен живот, а и тоа и го имам. Сум во еден многу прекрасен и бајковит брак и сакам тоа да си го зачувам. Некако немам многу подлабоко размислувано за тоа што рече огромни звезди, ние сме ситни звездички, сме звезди, и сјајме силно, сите сме звезди. Така, кога веќе сме тргнале на овој пад да го одиме во овој живот, ние сме звезди. Што сакав да кажам? Сакам да ти кажам дека ако, например, ти имаш амбиции или јас да станам некоја звезда, не знам каква звезда, зависи кој како го толкува тоа звезда, и ќе бидам звезда ако сакам. Мене во овој момент ми годи овој живот што сега го живеам. Значи, сакам да сум посветена како сопруга, во иднина да си се реализирам како мајка и мене тоа ми е доволно и за сега ми исполнува тоа во животот, а понатаму ќе видиме. Значи, ако сакам, јас знам дека можам. Так. Знам дека можам, а и ти можеш, и секој може, и тој може, така. Толку навистина сакаш, таа желба, ако е толку голема, знам дека, сигурна сум дека ќе те води, ќе те успе. Значи, нема изговори, па чекај, сега ми требаат финанси за ова, или чекај, не сум моќна ова да го направам, ми требаат контакти. Значи, ако ти знаеш дека поседуваш нешто, значи, што се вика музика е во тебе, значи, нема тука граници. Секој може да си ја оствари целта. А за сега, јас сум во остварена цел и ми е онака супер. Си живеам убав, спокоен живот, си заработувам доволно оноко колку што ми треба мене и за мојата фамилија и тоа е тоа. Така, еви една порака до сите млади некои си таленти кои што сакаат да почнат да се занимаваат со оваа наша професија,
Значи, од едно прашање и од твојов одговор добивме некоја си порака за сите нив дека прво никогаш не е касно што и да имаш замислено Точно. во животот да почнеш да го работиш ако е со љубов и ако го работиш и ако тоа е навистина што го сакаш и дека ниту една цел во животот не е неостварлива ако тоа е навистина твојот прв избор и се стремиш кон тоа. Значи, треба секогаш да бидете истрајни, за разлика од мене што не сум била истрајна и што секогаш кажувам нешто че ветам па ја рекла, ја порекла. Што да се прави? Оче ти? Па и јас исто ја поддржувам Марија во тоа што го кажа. Мислам истото и јас така си тоа што ми исполнува, мислам колку што сакам јас да ми исполнува. Ете сега и си најдов и некој ново хоби, така планинариме, шетаме така поќе на такви некои места. Малку и така тоа не опушта барем еднаш неделно или до 2 пати. Секако и за тоа ќе те прашам покасно, а сега јас тебе ти се обратив со твојот надимок зашто сум навикната да те викам Волче, Волче. Така. Сите сме. Ме интересира за нашите слушатели и оние кои не гледаат да ни откриеш како ти настана твојов прекар. Па тој е од татко ми. Наследство си го Наследство, да. Во наследство си Тој е го прекар мина. така, да, и сега е малце помодерно, Волчко, Волче, вака нагалено, понежно, дамите Волче. обично, да. Јас си го викам Волче. Мене никако не ми доаѓа него да му се обратам со Игор, како да сум скарана ако му кажам Игор. Така, да. Точно, да. На сите, Јас на така сите на така, почетокот му се обраќав. Игор, и колегите, шо ти е, бе, шо го викаш така? Игор, па како да му се обраќам? Волк нормално. Волк. да. Значи, мислам дека 99% во Битолчани го знаат како Волк. Да, Кога да, некој да. ќе ме праша со кој работиш, со кој соработуваш, Обично само со жена ми и Игор. мајка ми Кој е ми тој? вика така. Кој е тој Игор? Само жена ми и Волко, мајка ми кажи ми му вика. готово, одма јасно е се, јасно е се. Да. Само жена ми и мајка ми ме викат Игор и кој ќе викни вака нешто друго, чудно е, некој друг ти да е. ми ти викне Игор. А ја имам да си споделам една анекдота, бев еднаш во Малта и таму тие што живеат, што се мештаните во Малта, не можеа никако да го научат моето име како Гордана или како Горде, му беше навистина тешко. И по некоја си случајност еден од што живееше таму кој си беше и газда на аквапарк викна Гери. Ја не знам зошто се свртив. Ја бев единствена која што се сврти на Гери. И сега те вика, "Okay, from now you're Gary." И ја викам, а зошто јас се свртив кога не сум јас Гери? Така да сигурно и ти си имал некои си такви случни моменти кога некој ќе ти каже Игор, па да не ни се свртиш воопшто, додека Така, некој не ти така, се обрати како Волче. Обично прекарите, знаеш, еве и Битол да кај нас, исто и Прилеп, мислам и сегде прекарите идат секогаш случајно и од мали нозе. Са, татко ми еве така го завикали уште од мал. Па то така си остана после имени. Може и синчето му е, кој има 10 месеци ќе биде и то Волче джуниор. Да, И секако. така. Да си ја поздравиме и Христина. Да, поздравам мојата сопруга Христина. Поздрав, Кике. Малата Лоричка, Да. кој има 5 години, и малиот Јаков, кој има 10 месеци. Па за да се трето ќе живи и видиме. здрави и зошто да не, Да, и да, за да. трето може. Мислам дека не. Ние од страна ќе си навиваме да си дава Господ секаде кај што си сакате. Така. Како ти е со улогава како татко, како се снајдуваш? Па супер ми е да ти кажам. Поддршка имам од жена ми, мислам, и секогаш кога ќе сум бил секоја вечер по свирки, то нормално знај сато да замини некојаш до утринските часови. И обично никогаш не сум имал некој проблем, како некој пример, готово ти женец си сега и мора да си го тераш демек то. Ние малце така си имаме посовремени манири, да речам од другите како што се, абе готово ти жена деца свирка да завршва во 1 и мора ти да си дома во 1:15. Не, тоа кај мене не важело. Значи си имам и голем круг пријатели, имам и пријателки, значи се случвало и од свирка да продолжам негде, имало странци многу кои деле примери со нив да продолжиме негде, ако биле и женски, ако биле, значи немам проблем, да. Обично е ти ко спомнав дека за дружбата, обично кога што одиме вака и по планините, поќето имам другарки. Тие мислам другарки многу време сум со нив и немам такви проблеми, не. Значи ние си сме лабави. Нема предрасуди. Да, Јас исто Функционираме кажувам. прекрасно. Некогаш функционирам многу подобро со колеги или со машко друштво отколку со Да. другарки. Другарките си ги имам. И да ги поздравам сите што се 2-3. слободни да си се женат, да му биде убаво вака како што ми е мене, ети на маца како што му е убаво. Точно. Дај Боже да. сите Поддршка за сите. Да. Ја Да. ќе се помислам уште малце. Пошто не сум. Пошто сум сега уште слободна, ќе се помислам уште малце. За брак. И ко направивме многу муавет, да направиме некое песниче, вака многу. Ајде.
Па са вака, имаме Да се не ни на... заспија Никола? Јас можам да кажам уште едно че само. Вака, имаме на песна, значи на мојата драга колешка му е омилена. Може. Да, Мојата значи таа ја омилена, поздравив од највисокиот таму Врв. врв на Битола. Ја поздравив, а таа беше на плажа. Значи уште еднаш са тука вака ќе му испеам пред сите во живо. Таа е од Маријан Фала Коцев, ти. Солзи врели. Фала ти многу. Како мајка да ме проколна, како земја да ме проголта, уште јас по тебе тагувам, немам кому да се радувам. Солзи врели нека пресушат, барем малку надеж јас да имам. За тебе не ќам да ме боли душа, да бидам среќен јас право имам. Солзи врели нека пресушат, барем малку надеж јас да имам. За тебе не ќам да ме боли душа, да бидам среќен јас право имам. Да бидам среќен јас право имам. Фала ти. Браво, браво. Еве одма поддршка од нашиот техник. Фала ти Ова му е- многу ни значи. Ова Многу му е ни омилена значи, песна. се не опушти. Ова му е омилена песна, Фала мојата драга колешка и Фала ти. Вака сега, кога ги спомна нашите македонци во диаспората, мислам дека не е голема грешка што ја почнав емисијата со некоја српска песна. Не, Повеќе си воопшто. го сакам Музиката она- нема граници. Нашето македонското, значи да упатиме еден голем поздрав до сите наши македонци во Австралија, Канада, на секаде во светот. Знаеме колку им значи кога некој изведувач ќе ги поздрави, кога некој изведувач мисли на нив, кога некој ќе ги поздрави со некоја македонска песна. Еве, јас имав прилика да одам во Австралија така неколку месеци и сум присуствувала на некои настани со некои наши групи македонски. Знам колку многу му значи на вистина тоа што ги спомнуваме, не ги забораваме, тие си се наши, каде и да се. И би сакала да ги поздравам со една Слободно. наша. И сега, нормално, како на реци доаѓа некоја блокада. Што требаше да испеам, знаеш што требаше да испеам. нормално да, интонација да видиш паце во себе кај си шо си, да. Тука сум, еве сум. Да, можеш. Ти не плачи, мајко, што сум далеку и сам. Ти не кревај магли, силни јадови, својот пат затрупан, се уште го знам. Ако сгрешам, нека изгорам. Својот пат затрупан, се уште го знам. Ако сгрешам, нека изгорам. Еј, ридови, сини мориња, сам ќе морам да ве пробијам. Еј, кораби, назад пловете, ако сгрешам, нека изгорам. Ако сгрешам, нека изгорам.
Никола, ние Поздрав до денес сите наши македонци. емисијата ја продолжуваме малку подолго, зашто добро, на вие сме расположени Па за може уште песна. сад да се продолжи, да. Да, ние секако сме Да, да, расположени за песна. И вакво добро друштво. Значи Значи, обострано е. да. Како би изгледало со нашите гости? Ајде, пробај. Како мислиш ти дека би изгледало? Благо. Благуно дече мори пожаранче, благуно дече мори ти пожаранче, отвори ми джамли пенџер, сакам да те видам јас. Отвори ми джамли пенџер, сакам да те видам јас. Dej gidijace more, ađam jo. Dej gidijace more, ađam jo. Što da otvoram džamli penčer, koga ne te sakam jas. Jas imam drugo libe, nego si go sakam jas. Па со вакви Браво, гости, Маца, драги браво. мои, едноставно само ни останува нас да си уживаме. Па мене ме остави без збори, дури терцата ја поробав да најдам и некако бев без збори ме воодушеви, браво. Фала. Не се спомнувам сега дека на почеток сакав да ти кажам дека си ти во одлични раце, али секако и адути се со тебе Точно. во одлични раце. Гледам сега и сваќам како ви се поклопила коцката и како без ниту една проба вие без проблем Одлично да си функционира. Да, Одлично. и настапувате, да. Фала ти. Би сакала, Волче, тебе сега да те прашам малку за твоеве активности. Ти си најде одлична активност за време на ова пандемија и корона кога не работиме. Кажи ни малку повеќе за твоево планирање, Па да од ти каде кажам- таа љубов ти се јави? Вака, значи јас од секогаш знаеш дека сум одел во теретана, си користев така се. Нормално за изгледот напред сме, мора да изгледаме, да видиме, мислам како што треба. Ова се јави, значи уште 2019 уште не беше пандемијата почната така на пократки места, да речам. Така не беше баш многу како голема зараза. И после веќе кога дојде ова капа, ко затворија се теретани, ко затворија и немаше ништо друго, значи мораше и малце по малце, знаеш така си одевме. И сега од место во место, мислам сами си бираме. Ајде, тој ден, слободен сум јас, слободна е, пример, другарките, другари, некој кој сака, слободно може да дојди. И бираме, одиме таму. И така, еден ден од Сабајле си се оди. Поминуваме прекрасно, значи се пееме. Мене навистина ми е криво што не сум со вас заедно во Битола. Да. Мене ми фали тука друштво за такви некои си екскурзии, да Ќе кажам. направиме, еве ти ветувам, ајде, некој ќе направиме. Што се колегиве овдека во Прилеп, тие повеќе се за на кафина. Така. Нашиве колеги Ама овдека јас од сум Прилеп, за тоа. кои да го Мислам, јас сум и побарам. за се, и за кафе, и за скара, и за се. Така. Да. Не тие гледат првата пречка, кај има прва продавница и тука се застанува до тука вика одиме. Понатак Пред и многу не се години да оди. ти кажам, значи со колата за 100 метра ја користев. Тогаш мислам ко почнав со музиката, така? Да, се Како- сеќавам на тоа нешто, да. И- Има баш замерка за него. Ама затоа па тогаш бев 95 кила, сега сум 78. Значи од 80 не оставам да мрднам. А пак не пазам на храната многу. Да речем се си користам, ама многу е важно колку трошиш. Ми кажува, извини, Волче, ми кажува Никола дека имаме доста поздрави, ве поздравуваме, драги мои, сите вас и се надеваме дека и вие си поминувате одлично како и ние тука. Александар, Да, многу колегата. благодарам. Голем поздрав, сите. Да. Поздрав Александар, поздрав до сите вие што не пратите и што сте со нас ова попладне, ова сабота. Продолжи си. И толку завршвав скоро. Дека имаше замерка, дека ја користиш Сакам да кажам колата и дека за... порано, знаеш, многу Да. не пазехме на тие работи, а до сите. Мислам дека да си пазат на исхраната е многу и здраво и
да си користат некои активности, така спортски активности, било што, барем пешачење, барем јас ти лично од моје искуство знам дека тогаш кога не мрдав нигде пешки, кога не излегвав, кога не вежбав, значи бев многу и многу тешко, одма стомаци, одма. Па не знам баш, мене ми годи ова сега, вака и што си се поправ малку искрена да питам. Не знам кај Марија Јас имав каков е малку случај, претерано, дали кај сега- мене ки лажата никогаш било само бројка, секогаш го кажувам и на сите младиве некако што ги гледат овие и по Инстаграм инфлуенсери или што ги пратат, окей да имаш здрав живот, секој го предпочита здравиот живот, али сакам да кажам дека сликата која тие некогаш ја дават, не некогаш, него скоро во многу случаеви не е таа слика во реалноста. Не, до толку ја себе не сум, да речам, сега навлезен и сега пример морам тоа да јадам, не. Значи јас си јадам се, си пијам, не, ама го трошам многу зато. Зато мислам си е, а за храната поќето се, претежно. Сум пазнал некои месеци таму летото, ма мала работа и Ма не пазнам доволно. Ме ми е. праша мене што мислам за ова што го кажа. Во суштината на муабетот кој е? Значи јас мислам дека секој треба да се сака онаков како што си е. Јас дека ме праша лично не сметам дека имам проблем, јас сум цел живот вака во ова издание. Значи моето тело е такво и јас и се сакам и тој што треба да ме сака Те баш прифаќа- таква какво што сум. Да разговараме на пример. Баш е сладка и му стои. Баш си, да, лепа шта ти фали. Да. Друго што сакав да кажам, значи и конкретно за професијата, на пример, до публиката се приближувам исклучиво преку мојата емоција што ја давам преку песната и тоа е тоа. Мислам дека за мене тоа е прав пејач, значи не морам да изгледам како барбика за да јас бидам успешна во мојата работа. Јас и онака допирам до срцата, значи на слушателите, на публиката и тоа ми е мене најбитно. Значи голема поддршка дека треба да се води здрав живот, да. Јас и водам здрав живот, јас сум вегетаријанец, чудно некој би ме погледнал, а шо јадеш за појадок, еден виц да ти кажам, хектар краставици јадам за појадок. Значи се хранам здраво, меѓутоа не сум многу активна физички онака. И тие 100 метра да се ќе ги одам со кола, онака сум врзана во кола, меѓутоа вака волчето и по комшивска некоја линија ми инспирира вака да тргнам со него по планини негде, Да. така фит да бидеме да водиме здрав живот, меѓутоа не ми смета и онака како што сум. И на никој не му смета и не треба, значи. Не треба, да, да. Не би кога светот е совршен, ако би бил совршен, нема да е интересно, значи мора Да, сите да сме различни, тоа така? што не прави, Така? Со сето да, некоја разлика, се значи убави тоа на што дека ми било лично мене, како малце потежина, како сега малце се чувствувам така, ми е полесно. Полајт. Да. Менуваш полесно. пелени од прва. Да. Да? Ќе ја прашам Христина за ова. Да знаеш што си кажала одека. Да. Одма после емисијава звона ми прашувам. Сега, драги мои, би сакала да ве поздравиме со една песна која му е малку постара на група Дути, каде што пее мојот колега Игор. Да уживате и ние да си направиме една кратка пауза и после тоа се враќаме овдека во студиото за да ви направиме уште неколку песни во живо. Уживајте. Напушти и сништа мои уништи и 300 реки пожар да гасат, не можат да угасат. Оган што гори, а ти го запали и 300 реки пожар да гасат, не можат да угасат. Оган што гори, а ти го запали.
продолжуваме со нашата емисија денеска заедно со моите гости од Битола, бендот Адути, заедно со Марија и со Волчко. Веќе не го кажуваме дека си е Игор, тој си е Волчко, си од секогаш си бил. Интересира да ве прашам за некоја анекдота од некоја си ваша свирка. Секогаш му е интересно на нашите слушатели и мене исто ми е интересно да слушам по некоја си анекдота од свирка. Не знам, јас се мислам, ти ја давам тебе предност да одговориш прв на ова прашање, дур да ми текне некоја Додека си ситуација. мислите јас да си кажам дека еднаш заборавив текст на песна, сигурна сум дека и вас нешто такво ви се има случајно, го заборавив текстот на песната, а песната ја сум ја пела и сега музичариве свират, прават уводен дел и застанува, треба јас да влезам, не ми текнува, а не бевме нешто блиску за да ми кажи некој. И гостинов што ја порача песната и викам извини како почнуваше песната. Ако сакаш да ми Знаеш кажеш колку Мислам пати дека- ми се има случајно тоа? Мислам дека се Значи, сеќавам еве ти, нова фала заедно, ти ме мислам дека просветли. бевме, јас Скроз и ме ти. просветли во моментот. Мислам дека те видов кога ги прашуваш гости тама, не може, не знам, само може тоа да било друг случај. Да, Со и мене- тоа Не, тука не, ми таму се беше има во случајно Охрид во Прилеп. Да. Или јас си почнува припевот, си завршва, нема пеачката, нигде ја нема гостите до мене, Се случило, да, почнуваат такви си пеат, работи, да. ајде, фала многу. Да, многу пати Се така случило, се да. И не се памтат, да речам, мислам многу песните. Вака ќе помине еден период некоја па не си апел, па и да се подсетиш малце са порано со тетратките. Вртевме. Сега и Тој телефоните период ни се, беше да. полесен, да, видиш во Да, сега тетратката. веќе се има на Google, пишиш таа песна, пример, и јас ко почнеме ова лани, да речам, почнавме малку редовно да работиме во ресторант Путник, да го поздравиме, еден поздрав до ресторант Путник, значи таму завршивме со короната, таму беше Биде така. добриот газ да нормално. Да. Ралевски поздрав до тебе, ако не следиш. Да. И значи така 2-3 месеци тие после кога почнавме негде во јуни беше така крајот кога почнавме, значи малце со текстовите о проблем, малце со песните, знаеш се заборават. Не, ето тоа ме се вклопивме брзо. И со Во тој кондиција, период, да ти кажам право. И со Да, кондиција и имавме кондицијата проблем е- онака. Да. Не можам повеќе се задишав, леле, не можам, ама им беше долга пауза Затоа реално. нам треба беше пешачење, долга ти имаш пауза. кондиција. Беше да и онака проблем со заборавање на втора, почнуваш со трета строфа, Да, завршваш се случва, пак да, со се трета случва. строфа, значи Значи така такви работи имало понатаму. почесто и кај сите. То не е само да речам се случвало такви работи да има кај сите нормално. Да, и многу често знае да ни се одземи вниманието кога гостите сакат и повеќе муабет да си направат со нас, па нешто Така. ти зборуваат. Мене толку ми има заминато цела песна што ми се случи исто за Пивофест тука кога бевме заедно со Дани, поздрав и до неа која ми беше гостинка во изминатата емисија. Имавме со неа заедно настап тука за Пивофест и таа само дојде додека пеев јас и вика кафе дали сакаше. И јас на песната беше некоја српска, ја викам, ох, подобро. Си кажа дека одма ми дојде точно, добро да. кафе кога Точно ти во спомна. свеста си го кажа. Се случвало ма вакви лапсуси, Во еве мелодија. мене од моје да речам искуство, се случвало на така, на обични свирки, а свадби, крштевки не сум проел во тоа да речам некој лапсус во песните да сгрешам, ама па си имало поќа пати случајно да ги сгрешам и милјата пример да најавам среќна крштевка како се вика мајката, да ги смешам брзините, знаеш, со имињата, со најавите. Значи ми се случило и то неколку пати порано, уште да речам во почетоците. И то. Ма се случува кога се работи секогаш се знае Човечки да дека се нормално е да се греши. Сите грешава. грешиме, да. Се Дали сгрешава. свесно или несвесно сите грешиме. Да. И се ние си просто. имав јас исто една случка кога ја кажав во првата, мислам дека емисија кога ми пукна фустанот на свадба. Недела се затворено, за среќа имаше еден од зедовите имаше бутик, па од кај него зедов некој фустан голем, Да, каков се случва, таков. да, се случва. Имав и јас таква случка овде во Прилеп. За среќа носев долг, беше долга некоја додолу сукња, летна штиклата. И небитно за среќа носам кога патувам негде надвор од Битола, си патувам во патики нормално, па си ги облеков патиките под сукњата, ајде никому ништо. Да, се дешава, значи се може да се случи, само случва, бе. да не биде нешто фатално онака ептен. Нашето, мислам, доста е одговорно. Обично се за Секако обична е. свирка и пак за свадбите, за крштевките, значи ти мора да си ти напред, ти одиш воро, ти си напред, значи пак одговорно е, како да речам одговорно е. Значи цела свадба на тебе чека, значи на песните, Да. пеачите, дувачите се пример ворос, а другите во малце во позадината знаеш пак да те боли нешто или пак како било те речам, ама напред е малце
мора секогаш да бидиме и да имаш и став и да бидиш со луѓето и тоа е. Да, вака кога Поодносно и ќе се комуникативно. споделиме полесно, и мене ми е полесно, не сум единствена. Имам и без микрофон заминато за Скопје. Па на Плетвар ми текнало колата назад, леле каде одиш ти без микрофон, еднаш заминав исто на свирка и без маскара. Се видов во ретровизор и гледам нешто чудно. Нешто ти фали. Лицево ми фали. Што Што чудо, нема да. врска, реков маж. Ко ми текна, леле, викам маскара сум заборавила. Кабли нешто Јас прекини, има имам такви проблем со работи. заборавање на микрофонот, мислам најбитното, јас тргнувам и сега со оваа група, значи еве ви го оставам, значи вие На него чувајте мислам. го, прајте го, јас ќе го гарант ќе го заборам. Ќе си ја земам чантата, ќе си излезам и чао по па толку. Да. Може и да ги поздравиме, Никола, нашиве слушатели и гледачи со Секако. песничка. Ова е Јована Јованки. Јовано. Значи за мене ви Јованке, крај Вардарот седиш, мори бело платно белиш, бело платно белиш, душо се нагоре гледаш. Крај Вардарот седиш, мори бело платно белиш, бело платно белиш, душо се нагоре гледаш. Одлично. Ние наистина останавме без зборови денеска со Никола. Се надевам дека секој мои наредни гости ќе бидат вака поопуштени и порасположени за песна. Јас како се и ние надеваме денес. дека за скоро време пак ќе дојдеме и така Види, да. толку ни е пријатно, толку владее некоја опуштена атмосфера овде, што таа трема некоја, што е нормално да ја поседуваш овде по пат, ја имавме и искомунициравме, некако како влеговме во просторијата и исчезна онака, Чим сме со вода опуштени, ептено значи- онака, да, сте скроз владее некоја супер атмосфера овде, се расположивме, ние се надевам вас ве расположивме и чекаме на некоја ваша музичка желба. Музичка желба, јас би сакала да те потсетам дека на почеток на емисијава ми кажа дека имаш песна за мајка ти, Да. па би сакала да ја слушнеме и таа песна, да ја поздравиме и неа. Вака сега сакам да си прашам каде да се обратам. Вака верувам дека мојата мајка моментално ме следи и како и секоја мајка ми е најголема поддршка во се што работам во животот. Снеки не плачи. Ке те поздравам обавезно, си ја сака оваа песна и ке ти ја испеам онака баш како што сакаш. Хвала за мој мирен сан, хвала за мој сваки дан, теби ја могу да кажем баш све што ме мучи и боли ме, dok si mi živa i nebo to zna, srećna sam moja jedina. Ti mi uvek trebaš i kad dobro ide i kad loše krene, ti čuvaš osmeh za mene. Biću tu kad treba, ma šta god da bude, moje srce samo za tebe kuca, znaš ti to. Znam ja to, jedina znaš ti to. Znam ja to, jedina znaš ti to. Браво, навистина, Фала. браво. Фала за можноста да си ја поздравам. Фала ти многу. Ја беше наша Фала чест, ти. верувај ми. Јас сега така некако ми отвори некоја инспирација да сме некаде во некој ресторан, ја би ти ги оставила и последните пари што ги имам и што ги немам, се буквално би ти дала. Знаеш, види како она може не звучи логички како музичар, не е секојаш се најбитно до парите. Знаеш колку ми значи ова што кажуваш дека јас допирам до тебе? Мене тоа ми е најбитно, значи јас сакам преку мојата емоција да допрам до тебе. Значи да ги направиш луѓето среќни, бидејќи секој човек во себе поседува
потенцијал да создава добро, значи јас го имам тој потенцијал и сакам да создавам добро, тоа ми е работа да ги расположувам и да ги направам луѓето среќни. Фала ти што допрев до тебе. Така и јас да се надоврзам, значи секогаш така ми било окей. Првен луѓето да се задоволни, па после тоа си е бакшиш, другото. Тој си доаѓа, да, како награда, Да. награда за заслужна награда. Така. Обавезно. Еве Никола бара уште едно дуетче. Добро, со радост ќе ти го исполниме. Ајде, ти имате многу поздрави. На вас оставаме. А додека да си размислите подсвесно во главата кој дует следен ќе ни направите, јас да ве прашам за идните планови кои ви се. Како поискусен ќе го препуштам тој да ти го даде одговорот. Па за сега да ти кажам, првен нека се тргне ова ситуација што е со короната. Па после нормално ќе одиме да снимаме нешто ново, нешто сакаме заедно. Јас со нетрпението ќе го очекувам. Да, од твоја само страна. нека се тргне сега, ова не се знае уште колку како што ќе биде. И тие се плановите во иднина што мислам и на секој Така, се тие, некои да. соработки со некои продукциски куќи, некои Така, снимања, нешто, некој дует ни е во план, Па, некоја соло песна и Така. така понатаму. Ние ќе бидеме секогаш тука за ваша поддршка и Фала ти. да споделиме вашата работа на сите наши слушатели и на сите оние кои не гледат, кои не пратат. Не битно дали ќе биде тоа во оваа емисија или преку неделата. Тука е Никола си прави негова плейлиста, ги испочитува сите, ги знае сите песни на моје изненадување. Кога дојдов прв пат тука во радиово, тој како си има подковано со песните и си знае и македонско знае да те и изненади. српско, знае да ми изненади секако позитивно. А што никогаш не би направиле за слава? И тоа е Па јас што како- ме интересира. Мислам јас како машко, не знам. Знам дека за мојата колешка дека таа некои работи не би ги направила за слава, како пример што има слеквање, разголвање, такви работи што прат нашите колешки, мислам што се сакат така да си се разголат, да си прат некои такви шеми. За неја знам дека тоа не би го направила и нормално е. За мене јас како машко не знам дека што можам, значи мене ми е исто и така, си сум тој што си сум, значи позитивна енергија максимално и секогаш така било. Не, на пример, еве да те прашам, пошто се познати нашиве надвор, да кажем, од Македонија, да не именувам сега Србија, Бугарија или небитно, прават некои афери. Дали некогаш би се сложил да има некоја афера за тебе да излези за Па, цена на слава? Имало афери, ама еве не излегле. За среќа. За чиста среќа, да. Сега Добро беше ова. Многу искрен одговор, да. да, сега Ова се цени. за војнина не знам, значи папараци не ме фатиле. Сум имал среќа голема. И то. Али намерно нешто са може пример да е некој работи спонтано за мене. Сега не да правам нешто намерно или се значи спонтано, природно, како што си е. Тој што си Природно ги да. прешоферите. Така. Не треба некој Не да ти треба породи. драма, не треба, не по секоја цена. Така. Добро не насмеа. Да, Добро не насмеа, фала ти. Дали се помисливте за песна кој дует че? Не, скрос ни се тргна вниманието кога одговорите, онака го пратевме будно. Па дуетче македонско, Што сакаш? српско. Кој македонско, еве пример Калино му ме може така македонски дует. Може? Да. Назад, назад, Калино моме, немој да одиш по мене. Кај нас имам висока гора, не ке можеш да ја поминеш. Кај нас имам висока гора, не ке можеш да ја поминеш. Ке се сторам јас со колпиле и пак кај тебе ке дојдам, горе ке прелетам, кај тебе ке дојдам, вечно твоја ке бидам.
твоја ке бидам. Одлично, се Малце се надевам, драги мои, извинуваме дека за и грешки, вие навистина меѓутоа е во живо и ајде да речеме дозволено дека ни е. Да, не е супер. Нема грешки, кај нас нема тука грешки. Јас колку пати грешам секоја емисија ми извинете нешто ако сгрешив, али сега веќе се навикна. За прочка ако ќе дојдите, прости ме. Да, се ќе види. Да, тој ден за простување Да. се простува. Секако, би сакала за крај, жал ми е што мора да завршиме емисијава навистина, али би сакала за крај да ве прашам дали има нешто што сакате да си кажете, што некаде не сте биле нешто прашани, или имате желба нешто да си кажете, слободно имате простор и време сега да си го кажете тоа што сакате и би ви посакала во едни на многу нови проекти. Ваши некои си авторски песни, тоа со нетрпение би го очекувала. И здравје Божи, албумче, да си можеме и во кола да уживаме, некако албумиве секако предходно и беа некако по, да кажам, ги имаше од повеќе целта некако да се снима албум, сега некако само песна и остануваш со некоја си една песна, си викаш добро, чекај сега ова, чекај она и имаме некако запоставени албумиве, како албуми да кажам. Така да, малце тука се кај нас. запостави, па тоа е, мислам, јас дека се опфативме. Вашето да доти си го имам во колата, ми стои. Да. Мислам дека се кажавме, се опфативме, што е тоа е. Да се сакат поќе луѓето, од мене да има поќе љубов, да има поќе енергија, да има слога. Од мене што можам тоа да кажам. Друго, работата, парите, си се тие. Ќе си дојдат, мислам, се сами по свој време. Секој да си се труди онолку, мислам, колку што му се можностите и така. Зарем е крај. Јас сакав тоа да прашам. Некако толку ми годи оваа атмосфера, ми е многу пријатно како ништо да не е доречено, како ништо да не е допеано. Меѓутоа се надевам дека во некој момент ве расположивме со Во секој нашата момент, верувам. фала ти, со нашата песна и дека за скоро ќе имаме пак некое видување, чекаме, значи ваша покана, многу ни беше пријатно, се радуваме за некоја наша наредна средба и многу ти благодарам. Нема тоа секако да го изоставиме, да ни бидите повторно наши гости. Многу благодариме за поканата, што не поканивте. И тоа е. И јас ви благодарам што денеска ми бевте мои гости и што денеска го разубавивте ова попладне саботно тука во Прилеп. Секако ние одавдека не застануваме. Нашето дружење сега ќе си го продолжиме, како што кажав, во Македонска куќа, каде што е најдобрата скара тука во Прилеп. До полицискиот поќе не можеме. Имаме доволно време. Се надеваме сега и за брзо и да помини нешто во најискрено. Малце да не олабават со меркиве, ве почна и со вакцини. Се надевам дека ако е тоа леко дека ќе се среди. И би ви посакала, драги мои, да си бидите со оние што пеат, оние кои зборуваат, кои уживаат во животот и носат радост и насмевка, затоа што ден поминат во радост и насмевка е секогаш успешен ден. Тоа секогаш сакам да ви го кажам. Останете на програмата со Радио Бела 96,8 FM. Чао! Убава порака.